за змиите. Кај народот постоело верување дека во секоја куќа постои Стопан, демонско битие кое се грижи за домот и се што живее во него. Кај Марко Цепенков се сретнува едно верување. Секоја куќа Стопан се има. Каде дервиш, каде змија, каде власица, каде араб, каде пари и други работи. Како Стопан најчесто се сретнувале змиите, неретко смок. За нив се сметало дека ги истребуваат штеточините, дека ја вардат куќата од злите демони, дури и припадничките од сопствениот род кои се отровни и сакаат да му наштетат некому од домот. Таквите змии не се бркале и убивале. Се верувало дека биле од Господ поставени како чувари на куќата. И во секоја куќа која немала сопствена змија чувар, немало напредок и среќа. Уште пострашна коб се нафрла во домот во кој некој од домашните ја убие змијата. Тоа верување пак се доведува во врска дека змијата Стопан, според народните верувања, била душа на предците. Според некои верувања во Бугарија, Стопанот ја символизира митската поврзаност помеѓу човекот и змијата. Таа е реинкарнација на прародителот, но во исто време и двојник, покровител на домот и домаќинот. Змиите според преданијата представувале еден од најсигурните чувари на закопаното богатство. Змијата Стопан можела да биде заштитник на полињата и лозјата. Се верувало дека таквите места се заштитени од невремето и демонските сили. Ова укажува на можно верување дека змијата може да представува и житно божество, особено ако се знае дека на обредниот леп за Божиќ во многу краишта со тестото се става и змија, а во некои краишта се меселе и лепчињата кои се нарекувале змија. Змијата слепок е мала, безопасна, слична на јагола. Според верувањето, убивала 9 змии, а од 10-та страдала самата. Младите барале таква убиена змија и ја раскинувале челуста на 2 и по еден дел поставувале на различните страни на патот. Се верувало дека младичот или девојката кој ќе помине меѓу нив веднаш станува заслепен од љубов кон оној кој ги поставил.